Правото за годишен регрес да се прецизира во Законот за работни односи ќе бара Сдруженијето Гласен текстилец. Со ваквите измени К15 ќе би има точно прецизен износ, ќе им следува и на вработените од јавната администрација и нема да постои можност компаниите да покажат загуба. Единствено само вака работниците ќе се заштитат од манипулациите кои години наназад се провлекуваат при исплатата. Смета од Сдруженијето, кое деновиве е презафатено со примање на пријави и поплаки на текстилни работници, кои не се задоволни од исплатата на годишниот регрес. И оваа година, како и претходните, значи си останува таа дупка во колективниот договор, кое што вели дека работодавачот може да исплати помала исплата на регрес за годишен одмор во фирми каде што имало загуба, односно потешкота и во работењето. Во нашата држава знаеме дека тоа не е тешко. И со години наназад тоа се правеше. Утврдување на најнизок износ за регресот на годишен одмор треба да има. Со ваков став се и од Организацијата на работодавачи и Сојузот на синдикатот, кој начелно пред крајот на годината се договорија компаниите да исплаќаат до 30% од остварената бруто добивка од минатата година. Бидејќи тоа беше пред крајот на годината, некако не успеавме да го довршиме тој процес и моментално се одредбите онака како што стои во општиот колективен договор. Значи К15 до 40% од просечната плата, но онаму кај што има синдикат, работодавачот и синдикатот може да разговараат и ако има финансиски проблеми да се договорат и за помал износ. И тие одредби се така како што се напишани и така треба да се практикуваат. Годинава дел од работодавачите се осмелија воопшто да не исплатат К15, а регистрирани се исплати во висина од 100, 200 или 2500 денари.